стигнавме до делот каде ни се придружуваат најразлични гости и говориме за најразлични теми. Мојата денешна соговорничка е актерката Весна Димитровска-Бобевски. Добро утро и добро ни дојдовте во нашата емисија. Добро утро и добро ве најдов. И навистина сум пријатно изненадена од целиот амбиент тука. Јас за прв пат сум во студиото, значи вашата телевизија ми правела и повеќе интервјуа и целосни емисии, да кажам, меѓутоа во студио сум прв пат и многу пријатно се изненадив колку е студиото убаво премено, колку е пријатно, екипата како ме пречека и навистина тоа професионализмот и аматеризмот се вели ги дели една тенка линија, меѓутоа многу битна. Овдека видов навистина големи професионалци. Така ми благодарам. Јас најпрво би започнала со прашањето. Вие повеќе од 25 години сте дел од театарската сцена во земјава. На колкав број представи имате учествувано? Па ја точна бројка не можам да одредам, значи веројатно повеќе од 120 улоги сум одиграла во театар, можеби повеќе од 150. Тука некаде е бројката. Така. Која би ја издвоиле за така најпосебно од сите, од толку многу голем број, која би ја издвоиле највеќе? Па некако во различен период различни улоги ви значат. Нели кога сте помлад, некоја улога од тие, знаете, кога си помлад, не само актер, во било која професија сакаш да си убав. Сакаш да си убаво облечен, нели? И веројатно тогаш ме понесували, ми значеле некои улоги поврзани со нешто така, со љубовта, веројатно. Како идат годините, тежината е во нешто друго, нели, во психологијата, како ќе се донесе ликот на сцена, колку е потежок ликот и мајсторијата, како ќе се изведе сето тоа, толку повеќе ви значи. Не знам дали повеќе улоги ми значат, не можам са во моментов сите да ги издвојам. Јас во една представа, еве, играв Душичка од Чехов, еден од расказите на Чехов, и многу пати велам дека таа улога би ја преиграла. Некако ми лежеше многу, ја играв она баш со љубов и тоа е улога која што не те обврзува временски, зашто може цел живот како во другите театри, во другите земји кај што имаат, нели, во големите градови, со години им трајат на репертоар некои представи. Меѓутоа, нели, нашиот град е помал и толку е максимумот на представи кој што може да се одигра. Вие сте првата актерка која со театарскиот израз пантомима ја представи Македонија на светските фестивали во повеќе земји низ светот. Во текот на вашата кариера сте учествувале на повеќе фестивали. Ќе ни кажете ли какво беше искуството од сето ова? Тоа е едно искуство кое што е многу ретко. Ретко кој може да го доживее, да не речам од жените. Јас мислам дека сум единствена што се бавеше со пантомима во Македонија. Јас имам навистина, ќе звучи нескромно, од актерите воопшто во Македонија, веројатно најмногу искуства со патување на филмски, на театарски фестивали. И бидејќи пантомимата е специфичен израз, и тие фестивали се малку поинакви, и сето тоа дава друга специфика на сите тие патувања или доживувања. И јас имам многу анекдоти со овие патувања, да кажам конкретно за пантомимата ме прашавте. Ја многу пати велам дека го освоив светот без ни еден збор, нели говорот на телото, а говорот на телото е универзален јазик. И јас ќе ви кажам, еве, не се сеќавам како години кога било тоа, во Мароко, во Казабланка, настапував со ова монокореодрама Неван, Срцето на светот, а потоа дојде пантомимата шоу за една жена. И бидејќи во тој период јас многу патував на разни фестивали, бев на некој филмски фестивал во Канада и од таму требаше одма да летам за Мароко, за Казабланка. Веќе мојата екипа од Велешкиот театар беа пристигнати таму. И за мене беше многу интересно што, значи, само јас играм, 8 души од тука отидени. Од Велес, нели, од Македонија и новинари се. Тие веќе 3 дена се сунчаат по плажите во Мароко, а јас уште сум во Канада.
И нешто се случило на фестивалот, некоја од актерките од другите земји не можела да настапи и му рекле на мојот директор, може ли вечерва твојата актерка да настапи, бидејќи актерката од таа земја е болна. И тој кажал, па не е дојдена, како не е дојдена, овие веќе 5 дена се сунчаат таму. И јас стигнувам од нели патешествија некакви, не вратија, нешто преку Италија, не можеше, не е битно тоа, стигнувам таму и ја играм. Представата се погоди сосема случајно на 8 септември, нели на денот на нашата независност. Ми дадоа да играм во Националниот нивни театар, сите услови и јас сега не можам ни две движења од тоа што тогаш го играв, бидејќи нели годините малце и килажата и не ми е раздвижено телото. Тоа беше толку тешко дело, тоа беа циркуски зафати, тоа се посебни техники. Јас играв во монголска јурта, во шатор поставен на сцената и публиката седи во тој шатор во круг и јас играм буквално вака на 1 метро во кругот на пред нозите, точно пред нозите на публиката. И таму не може никој да ти извади ни суфлер. Паралелно имаше 50 минути траеше представата, говори, движења и таму, значи, ако немаш доволно концентрација и доволно раздвижено тело и ако не ја познаваш техниката, остануваш инвалид. Значи, јас сега од овој агол како повозрасна која гледам на тоа време, колку си позелен, толку си похрабар. И, значи, ако не бев доволно сконцентрирана, не дај Боже, кршиш врат, кршиш кичма, тоа бе страшно тешки движења, тука се случуваше. И се сеќавам во Мароко, заврши представата и оно се качуваат некои луѓе, се качува еден режисер кој што работел, живеел и работел во Франција и во Англија, во Лондон, во Париз и ми кажува дека во 2 представи му играл сер Лоренс Оливие. Меѓутоа, нели, остарал, се пензионирал, овој режисерот и се вратил назад. Имаше и други се качуваат по сцена и вака ме допираат дали јас сум жив човек и дали сето ова тешково може жив човек да го одигра. И сега тој ме прашува, а колку време ова го спремавте? Јас работам вакви проекти по 6-7 месеци. И јас сега како да му кажам дека нашиот театар немаше доволно пари да го плати режисерот да седи подолго. Тоа беше мојот професор од Софија, од Бугарија, од каде што јас дипломирав. Зашто колку повеќе денови во Велеске седи, нели хотел му се плаќа, тоа кошта. Дневници и не гледам зашто побрзо да се направи за едно 12 дена со дупли проби од сабајле до вечер, мако трпна работа е направена представата. Ама јас ако кажам 12 дена си викам па да не падне значењето на делово, да не речат слабо е сега. Па добро, во просек толку, викам и ние толку работиме. И така. И кога во Мароко ја одиграв таа кореодрама, последно ме поканија во Сардинија, значи дел од гостите и во Сардинија ме чекаат со транспаренти, ноќе некако стигнав, не и гледам низ цел град закачени плакати со мојот лик и не ми се верува. Значи ова е некаде можеби пред 15 години, јас сум заборавила. Тогаш не беше, сега е полесно и за плакати да отпечатиш и реклама да пуштиш нели со интернетот, се тогаш го немаше тоа. И тие од Мароко што ме гледале, земале фотографии, направиле плакат, ама огромни плакати со мојот лик и пишува влезницата беше 20 евра. Таа беше највисоката влезница во Сардинија. И гледам други плакати, да кажам по 10 дена 20 настапува Горан Бреговиќ, истата цена е на влезницата и мене не ми се верува што доживувам. Тогаш не си свесен. Мислам, има многу анегдоти од овие настапи, навистина богатството на еден актер е тоа. Во последниве години покрај актерството вие се занимавате и со сценарија и режија на представи за деца. Со ова практично создавате пат за младите актерски таленти успешно да го градат своето образование. Колку младите лица се заинтересирани за животот на сцената? Па се. Сите ние како мали сме сакале, знаете, ние девојчињата особено. Так. Ја не знам сега веројатно ние кога бев неки што ќе играме гостиџок. Не знам дали вие сте го играле. Помлади сте и ја докторка, нели ја фризерка, продавачка, тогаш така ни било. Ама сите после малце, уште од мала возраст си сакаме да сме глумици, нели? Да. Сами сме си правеле театарчиња надвор и така. Секој сака, рече се, секој сака да се опроба во тоа и јас многу сакам многу деца да го доживеат тоа, затоа што нели, многу мал број може да се бават со оваа професија. И затоа сакам да го доживеат тоа во еден дел од животот.
додека се ученици. Некој ќе се препознае, некој ќе свати дека не припаѓа таму, или на некој доволно му е барем имал едно искуство. И јас немам собствена група дека се одредено тие деца. Имам некои кои што можеби почесто настапувале, зашто растат децата ми, заминуваат и така. Меѓутоа, давам шанса на сите, значи, постојано на Facebook ми пишуваат родители, деца, во училиштата кога работам, кој како ќе ми се понуди, се гледам во некој проект после да го вклучам. Од тие причини. И тоа е малце специфична работа кога се работи со деца, особено овакви представи во театарската уметност, затоа што не е целта само да им се каже, значи кажувам она што е главното од глумата. Меѓутоа тие деца нели кажувам многу мал дел ќе останат, можеби едно-две. За мене е поважен правоговорот. Обрнувам внимание многу на правоговор. Ги насочувам дека мора да читаат, дека мора барем класиците на секој човек да му бидат прочитани, дека тоа е тоа кое што во животот ти дава и некаква смерница, малце поинако витик. Друго, дел од тие деца имаат говорни мани, фелери, не можат да изговорат некоја буква. Ги насочувам, не е битно дали тие ќе се бават со глума или со новинарство. Некои ќе бидат професори, некои ќе бидат адвокати, многу пати им велам, и било која професија, и може да се исправи. Тој начин, значи на тоа обрнувам внимание и малку тој процес е малце порелаксиран, да кажам, од училиште. Јас се сметам за многу строга некако, гледам колегиве поблаги се во ова. Мојот начин е таков. Сакам да кажам, па во тие проби ќе ги слушнеш и нивните љубовни јадови, симпатиите, па решаваме и разни проблеми, нели? Малку треба да си и родител, педагог, специфичен е сепак начинот, но се снаоѓам затоа што имам многу желба да работам со деца. И имам и сега многу проекти веќе најавени, побарувања. Најмногу од проектите ми се она што ми ги побарале. Јас до сега не сум наплатила на ниедно дете лично некаква сума за да учествува во мој проект, затоа што овие нели училиште ме викнало, општина Велес, амбасадите, за некои амбасади што работев, така ги повикувам децата, а не со членарина. Така. Каква ви е соработката со училиштата во општината и надворот на? Училишта за кои што со години работам патрони празници, претходните години најчесто работев за училиштето Блаже Коневски, последни 2 години за училиштето Васил Главинов. Последниот патронат беше пред месец и половина. Тука направивме промоција на еден наш сограѓанин, Алјуш Ахмет. Тука е предизвикот за мене, да кажам, затоа што пред многу години тој човек некако по улица ми приде и ми кажа дека има напишано негово дело. И знаете, кога некој се бави со оваа професија, кога е драматург, нели завршил академија или е некој автореализиран писател, е малку поинако. Меѓутоа, некој човек кој што работел во порцеланка, работел на Норма, напишал извонреден текст. Тој е легенда, значи по вистински настан за песната Елено Керко Елено. Љубовта во тоа време, вие знаете, нашата историја е врзана со 500 години робство, нели, на турците, и имало љубови, немало само она грабање насилно, туку се случувала љубов. И го напишал тоа, и јас кога го прочитав текстот што го напишал, мислам делото, се изненадив, па речи се немаше ни една печатна грешка, на убав литературен јазик. И чекав погоден момент, едно, не знам, 5-6 години чекав и мислам дека сега беше најпогодниот момент. Бевме во центарот, Турскиот културен центар за култура во Скопје. Договоривме со работка и испадна една многу убава представа. Така. Содружат ли децата во овие проби, како да ги нарачам, не знам. Дали има голема дружба меѓу децата? Многу. Знаете што е интересно? Што тие учат многу пати заедно, или во исто училиште, или во исто одделение. И сега, тоа е природен процес, има нетрпение, не може сите ние да се сакаме, па и на работа е така, па дури и дома со домашните, ќе се скараш па со сестра, брат на генерацијски, кога си блиску ќе дојдат некакви конфликти. И сега кога ќе дојдат нели во процесот, тоа е процес, да кажам, подолг на работа кога се работи некоја представа и леле зошто тој или неа викај таа. Меѓутоа во тој процес они толку ќе се зближат, па ќе си кажат нели што велам јас си симпати или ќе си соработуваат и ќе си помагаат во улогата, затоа што креирањето на улога е развивање психологија на лик и бара тоа малку постудиозно да се пристапи. Јас ги учам дека театрот е нели колективна работа, треба сите да соработуваме.
Која беше идејата за мозаикот наречен Велес? Ќе ни кажете ли нешто повеќе за ова? Мозаикот наречен Велес беше една представа која што ми се допадна, што многу наставници, бидејќи ја игравме за сите училишта во градов и не само за училиштата, имаше и други представи во слободна продажба и по повод некој. Многу од наставниците кои ќе ме сретнеа по улица, ќе ми кажеа: знаеш колку нови работи научив за Велес?" Што не сум ги знала. Јас научив со таа представа, со тој проект, многу нови работи за Велес. Ова беа легенди за Велес, нели, од старото време. Прво како е настанато името на Велес и за некои дејци, нели, од нашето минато, од нашата историја, кои што имаат оставено белег за Велес. За некои беше потсетување, за некои беше за прв пат беа спомнати тие легенди, фотографии извадени од стар Велес. И мислам дека имаше многу успешна мисија таа представа. А инаку поводот, текстот беше на Љупчо Данов, со тоа што дел беше од мене, компилација од некои други што сум работела претходни проекти, сметав дека одговараат во тој историски настан да се вклучат, како историски настани што беа избирани. И така беше тој вклопено во цела година, нели, Велес беше град на културата, да кажам, така по барање на општина Велес, мислам дека спонтано се случи и црквата. Да ги споменеме проектите кои што ги работите со театарската група Словото. Ви работите со нив и неколку пати си имате представувано надвор од нашата држава. Што работите во моментов со нив? Во моментов веќе течат пробите за нешто слично како ова мозаикот наречен Велес. Можеби некои сцени ќе бидат и доработени, некои нови, за регатата кога ќе тргнува. Така. Нели, гемијата. Како е, зошто е првата гемија, зошто ја измислиле некој. Знаеш, маката ќе те натера на се. Следен проект кој што е планиран е патувањето за Словенија. Вие знаете, пред 2 години, мислам беше 2,5 така, ние бевме во Словенија со оваа група Словото во Цанкариев дом. Бевме поканети на отворањето на сајмот на книгата во Љубљана и замислете која е таа чест словенските поети, отварање сајм на книга, да ве поканат вас од Велес како група да отварате во Цанкариев дом, па тука нема, мислам, ја ве велам, ние актерите одвај чекаме да настапиме во Цанкариев дом. Човекот кој што ни помогна таму да бидеме во Словенија е Мирче Ивановски, веќе покоен од непол месец. Тој е велешанец кој што заминал на школување во Љубљана, некаде 58 години имаше. И сега, кога почина, заминал да се школува во Љубљана, и како тоа бива, многу пати и ние ќе се заљубиме, нели, некаде, се заљубил таму, се оженил, останал, работеше во Министерството за образование на Словенија. И тој, јас не знам на кој македонец му нема помогнато од било која област, било каква помош да му биде потребна. И нас како група Словото, и он доаѓаше често во Велес, и на мозаикот ни беше на премиера, зашто како велешанец. Но еве, пред 2 недели животот, нели, е непредвидлив, се случило, починал изненадно, и следниот проект ќе биде во негова чест во Љубљана, во не знам од која сала они ни организираат, ќе одиме на гробот кај него, и во една од салите ќе посветиме вечер посветена на Мирче, значи со македонски ќе бидат различни сцени од уште не е направена комплетната компилација на делото, но во таа чест ќе биде, и следното е патување за Турција со представата Хуриет. Така. Кажете ли, кога сме веќе кај Хуриет, ќе ни кажете ли нешто повеќе за тоа? Чином пред некое време имавте представа и тука во салата Бели Мугри со учениците од Блаже Коневски, мислам. Да. Универзална тема, нели, е љубовта. И јас од тие многу мои патувања на еден од фестивалите по светов, ми се чини дека беше во Берлин, на Берлинскиот филмски фестивал,
И еден од гостите, не знам од која земја беше, небитно, вели секогаш е добро да пуштиш мелодрама. И вели обичната публика ќе гледа мелодрамата, ќе гледа заљубени двајца, се сакаат, дали се убави, како се облечени. А онаа другата публика, малку што е поедуцирана, тука ќе испробнеш историски настани, ме разбирате, паралелно во приказната. Некако Хуриет ми беше такво дело. Значи, тука беше љубовта меѓу Елена и Мурат. Таа вистина било вистина. Нели песната е Едрене, мајко Едрене, таа заминува во Едрене. А тука ние веќе го опфаќаме историскиот период на нашата историја, значи кои биле проблемите со кои се соочувале нашите македонци, нели биле аргати, нели во тие чифлици, нели колку од тие беговите биле немилосрдни. Значи имало и добри и лоши работи и тоа беше Хуриет. Значи љубовта, па и сега, мислам, со сета современост, со сета она едуцираност, па пак би имало реакции, не па во тоа време да смениш вера. Така, да. И го има реакцијата и во турското семејство, и во македонското, зошто меѓутоа љубовта победува, таа сепак замирува со него во Едрене. Така. Вашиот живот целосно е посветен на сцената. Дали секоја ваша награда, кој верувам ги имате многу, ви е мотив за поуспешна работа? Па веројатно и на секој. Така. Ама од искуството, животното искуство и професионалното, во овие години забележав дека не секој има амбиција. Да. Ја мислам дека претерувам на моменти со мојата амбиција, желбите се едно, можностите се друго. Меѓутоа, старите викаат на жив човек ништо не му кортулува. И многу пати ако запнеш, во некои работи ќе успееш, не во сите. Можеби некогаш не целосно, но ќе успееш до некаде. И сметам дека таа амбиција до некаде ме довела и уште имам еден куп идеи, мислам дека голем дел од тоа ќе реализирам. Наградите, па ми се мотивација, ама мислам дека пак тоа реков. Како што е дарба да сакаш, е дарба и ова, мислам, амбицијата е таа што ме води. Инаку, кој не сака награди? Не само од оваа професија. Во сите професии да те пофалат, кој не сака да ти биде вреднуван трудот, соодветно. Сега малце изместени се не само кај нас, секаде критериумите, многу пати некои награди се добиени во сомнителни заслуги и тука постои разочарување во сите професии, па и во нашата. Така. Во разговорот повеќе пати, мислам, кажавме дека имате патувано многу низ целиот свет. Има ли разлика од настапување пред домашната сцена и надворот? Ако си вистински професионалец, не треба лично. Која е разликата, сакам разликата. Да ми кажете. Има секако дека има. Апсолутно. Имате изградена публика, имате публика со друга филозофија, со друга психологија што седи во салата и ве гледа, друг пристап дава на она што го гледа, што вие му го презентирате и поинакви реакции ќе доживеете, поинакви коментари ќе доживеете. Например, во Канада по улица еднаш се случи некој од публиката, пошто додека трае фестивалот, зборувам за фестивалот, филмскиот фестивал во Монтреал, во Канада, и кога е тој фестивал, голем дел од луѓето земаат годишни одмори од работа за да бидат присутни на тој фестивал. И се случува тука некаде по 2 дена, 3 ќе те препознаат ако го гледале филмот. А зошто вие го убивте тој? Зошто нели беше тоа премногу сурово според нив? Балканската филозофија, балканската историја што ние што сме имале, за нив е тоа непоимливо, а кај нас било така. И такви реакции што во другите земји, да кажем, кои што имале слична историја, не би одреагирале така. Или во Русија, земјата на уметноста, каде што системот на Станиславски, по кој што сите ние учиме, актерите и работиме, е од Русија. Таму ви се случува, кога ќе заврши представата, ви викаат, ајде сега да се смениме. И ние актерите седнуваме во сала и 10 критичари театарски ќе седнат на сцена и почнуваат анализа и критика. Кај нас тоа го нема, ама критика и анализа, тоа има школа за тоа, и кога ќе ви приписнат студиозно,
Мислам, должен си да одговориш за тоа што те слушаат и гледачите и тие ти поставуваат прашање. Тоа е публика навистина изградена, која што во мал прст го има, нели ги има руските класици, а не и само руските. За разлика од кај нас. Ја не сакам да ја потценам нашата публика. Ние особено Велешани имаме навистина изградена публика. Но го има се уште она ако опцуеш на сцена да си знасмеат, да е тука интересното, да и така. Ама се е искуство. И тоа е, кажав и на почетокот, богатството за еден актер. Така. Се вовете како режисер, но истовремено и го толкувате ликот на Мајката Божја на филмот Пресвета Богородица Спасиме. Кажете ни подетално нешто за овој филм, па потоа ќе се надоврземе за Русија. Јас многу пати имам кажано за овој филм. Просто не знам како се случи. Јас сега со овој памет, со ова искуство, со оваа возраст, не би снимила таков филм. Зошто? Од многу причини. Од верска, од не знам, од искуството што го поминав, што го доживеав. Јас ке работам следни проекти, поврзани со верата. Ама таков филм не би работела. Затоа што која сум јас да го толкувам ликот на Мајката Божја? Нема достојна жена. Јас сега кога би го правела на слики, како се вели, исклучително документарен, а не играно документарен, ме разбирате. Но тоа е сега, а ова е веќе реализирано дело. Јас сум верник. Тоа го знаат многумина и тоа не треба да се кажува вака. Во верата не треба да не се доживее како фалење или како гордост. Верата не признава такво нешто и во верата по правило не треба да се почне со јас, затоа што и јас е веќе гордост. Но ете така на некоја од тие мои присуство на литургии, тогаш ми дојде идејата, си реков зошто да не направам нешто и као помислив за Велешките цркви, па нешто за Мајката Божја, па не знам, ме понесе тоа и го со помош на една моја пријателка, таа вака го понуди таа моја идеја кога јас ја кажав и така тргна сето тоа, па уште ова да го доснимиме уште тоа и се случи овој филм. Знаете, во уметноста се потребни пари. А ако немате доволно, тоа многу се чувствува. И јас за тоа и кога ги добив наградите во Русија и во Белорусија и во сите мои интервјуа јас кажувам дека во филмот има навистина многу наивности. Затоа што јас прво немав пари. Или тоа да го направам како што сакаш. И ако не знаеш некој да ти помогне. Јас се облеков деца ангели. А кога би имала средства, јас тоа ќе го направев, ќе побарав анимации да бидат изработени. Не живи деца облечени како ангели и костим кои што јас го шиев на раци и некои пријателки ми помогна. Но јас го кажав ова истото и во Русија и секаде дека филмот имаше друга мисија. Не да се покажам јас колку знам, каква режисерка сум, јас не сум режисер. Значи ја во душа сум актер. И навистина сум актер, како да ви кажам. И многу пати сум велела, леле, ако ми дадат некогаш награда за режија, добро, во ред, ама ја не сум режисер, нема да ми исполни како да добијам за улога, за добро одиграна улога. Ова повеќе ми значи затоа што јас сум верник, па сакав некако верата или ликот на Мајката Божја да го приближам повеќе до народот. Малку повише, јас не знаев, со тие книги и консултации со верските лица, дојдов до малце повеќе сознанија околу сето тоа. И тоа беше мисијата, да кажам, на овој филм. Навистина се добива слика целосна, речиси целосна, која е била Мајката Божја. И ова ми го кажа во Белорусија, на фестивалот кој што бев, кој што е фестивал на православен филм. Значи, католичката црква го организира. И една професорка на факултет ми рече: Весна, твојот филм е буквално од А до Ш, она која е Богородица и да се пушти, пошто имаат они школи за веронаука, имаат посебно многу, нели, се посветени повеќе на верата, точно да им се пушти на почетници која е. Значи не ни требаше превод, ние сето ова го разбравме. Тоа беше мисијата на филмот. Така.
Споменавте многу пати Русија. Имавте можност да чекорите по црвениот тепих на големи филмски фестивали во Русија и Белорусија. Чинам, така? Да. Какво е чувството кога врвни уметници го гледаат, критикуваат и наградуваат вашиот филм? Пред малку споменавте, сега сакам малку подетално. Вака, јас имав претходно искуства со другите филмови во кои што јас учествував, но кои што јас не ги снимав, само бев актер. И имав одено неколку пати, значи во Канада на филмски фестивали, Корико во Монтреал. Тој е четврти по ранг фестивал во светот, монтреалскиот. Значи во Берлин, во Куба, во Ерменија, многу земји, са не можам на сите да се сетам, и со театар и со филм. И имав можности таму јас да одам по црвениот тепих, особено во Монтреал. Па таму доаѓаат светски звезди, значи таа година Софи Марсо беше жири. Не се сеќавам, многу познати звезди. И таму беше многу јако одењето по црвениот тепих. Значи покрај тоа е долга патека, значи имате музичари кои што свират на различни инструменти покрај црвениот тепих и облечени во различни историски костими од театар, од опера, од не знам од што земени облечени така. Различни инструменти и како ви одите по црвениот тепих, така тие свират, а преку сето тоа оди фонтана. Од двете страни се. Тоа е божествено. И тоа го имав така доживувано на повеќе места. А во Русија, бидејќи па мој филм и како режисер, како да ви кажам, не дека се срамам, ама на моменти ви кажав, јас и нив им признам, има наивности филмот. И сега јас седам таму со големи филмски имиња, режисери, а јас не сум режисер. На моменти ми беше, што барам јас сега, како актер, ајде, ама како режисер, да речем, испаѓа и продуценти се. Меѓутоа, тоа е тоа, нема бегање и убаво е да се доживее. Во Русија, мене сите години ми било животна желба да го запознам Никита Михалков, Оскаровецот. И обично, кога ќе се спомне Оскаровец, некако се врти околу американските режисери, глумци, звезди. А јас дали дека словенски народ, па многу сум сакала Никита Михалков. И јас знаев дека обично на овие верските фестивали во Русија секаде е он во одборот на тие фестивали, стриктно на овие црковните. И знаев дека на фестивалот Золотој витез, Златен витез, дека ќе биде таму, затоа што најчесто он го отвора или го затвора. И така и беше, он дојде со негов приватен авион. И вие не знаете, во Русија голем култ се гради кон сите уметници, особено па да не зборуваме Никита Михалков кога е во прашање. Бог. Тоа не можеш да се приближиш, но па не знам. Ја дали дека од Македонија и многу пати ме зезаат дека личам нели на русинка заради тенот. Просто ми се случи, имав можност одма да го запознам, да поразговарам малце, да ме изгушка или да ми каже некој збор. А одењето по црвениот тепих таму во Русија исто многу интересно. Јас се погодив уште при патувањето тука со авионот, патував со Ивана Жигон, ќерката на Стево Жигон. Таја секоја година оди на тој фестивал, го затвора фестивалот со свој настап, најчесто пее. Таја личен пријател со Никита Михалков, со директорот на фестивалот Николај Петрович Брољаев, кој што исто едно големо име во Русија. И заедно патувавме и заедно во хотел бевме сместени после со Ивана и по црвениот тепих заедно чекоревме, значи 20 автомобили црни, мислам дека само 2 беа бели, Rolls-Royce, обезбедиле од фестивалот 20. И сите ние учесниците не возеа со Rolls-Royce до црвениот тепих, излегуваш и чекориш по црвениот тепих. И те најавува лично директорот на фестивалот, прв оди Никита Михалков, па ние така поред како бевме од тие земји. И за мене се сеќавам, тоа постои на снимката кога вели од Македонија ни пристигна весна, но пролетта. Весна на руски значи пролет. Но зошто таа нас тука не ни ја донесе пролетта? Иако јас бев речиси јуни месец, таму беше снег, зашто во Сибир беше овој фестивал. И демек, зашто топлото не ни го донесе тука? Мислам, убаво. И тоа баш стои на интернет, гледам. Јас така и го видов клипот на фестивалот.
божествени, како се вели, доживувања. А исто и Белорусија, затоа што стриктно беа црковни луѓе, мислам, свештеници, монаси, монахињи, и од католичката, и од нашата православна црква, и режисери кои што стриктно такви филмови снимаат, верници, актери, таму помалце поинак, секако дека тука ме допира и верата и уметноста. И тоа е тоа богатство, што многу пати го спомнав денес. Така. Работите на снимање на македонски народни приказни. Од каде желбата и идејата да се вклучите токму во ова? Јас уживам просто во тие приказни. Желбата ме повикаа како актер. И во македонска телевизија, со години во тие, да кажам, учествувам. А за прв пат минатото лето имав среќа и искуство да работам со Студио Тројка. Тоа е независна продукција. Инаку тие приказки одат на Сител телевизија. И тие се снимаа во нашиот регион, во нашиот реон тука, од Богомила, Бистрица, тие села Теово и Оморани. И тоа беше, како да ви кажам, со моите колеги од Велешки театар во поголем број. Таму бевме сместени во мотелот во Богомила и во Теово. Тоа дружење, тоа зезање, значи тогаш не ти пречи дали е 40 степени жешко надвор, дали после нагло се сменила температурата па смрзнуваш, во импровизирани услови кога се спие. Тоа е драшта. И тие анегдоти што таму ќе се случат, и кавги, оваа професија е креативна, е суетна. Ние сите сакаме да сме најдобри на сцената или пред камера. Ние сите сакаме да доминираме, ние сите сакаме малце својот лик да го изфорсираме малце повеќе од на колегата. И тука доаѓаат конфликти. Ние многу често се караме во процес на работа во театарот, додека го твориш, додека го создаваш ликот. Исто и ваму во приказките. Снимаш секој ден, изморен си, немаш некој од колегите, па и јас недоволно научен текст, па се враќа 100 пати заради еден. Се се тоа убави доживувања и вака те тера, ти дава нов предизвик и те тера напред. Јас едва и чекам им пишав пред некој ден ќе има ли годинава нови. Не ми е битно она хонорарот колку е. Битна е атмосферата и дружењето таму. Така. Многумина ве сметаат за успешна актерка и сте. Како се стигнува до успехот? Па не знам колку сум успешна, веројатно сум до некаде. Секогаш ние луѓето се ни е малку. Така. Јас мислам дека има разни начини за многу работи. Има нешто кога просто само ќе се случи спонтано. Старите што би рекле така Бог ти одредил. Ама пак ќе кажам, искуството ме научило дека нема правила и дека знаете во животот, во личниот живот, во секојдневниот, како се вели она врски, некој имал среќа порано, некој покасно, некој со многу полесно, некој со огромен труд да стигне до нешто. Не знам како да се дефинирам и како да го дефинирам сето ова. Кога ќе земам возраста и она до каде сум стигнала, веројатно сум успешна до некаде. Така. И за крај, што е следно што љубителите на вашите проекти можат да очекуваат од вас? Ви кажав, амбицијата е моето второ јас. Имам многу планови, меѓутоа имам благ еден застој од некои лични малце обврски кои што морав, бидејќи ја по стари години стално се зезам, се мажев. Малку имав тука и имам се уште некои обврски тука. Но за неполна година веќе се пуштам во погон и во акција, вака со галопирачко темпо. Јас некако многу сакам кога работам проекти за странство, нели, за надвор од земјава. Не дека за тука не сакам, јас прво тука некогаш ќе прикажувам или како и да е, ќе бидат и за тука и за таму. Веќе работам на некои проекти. Друго, во напатувањето на тие фестивали имав понуди, секако дека имав понуди за соработка со некои мои колеги од тие земји и веќе е време да се реализираат тие проекти. И
почнато ми е, не со некое темпо, но веќе влегувам во процес на тие соработки. Ви кажав и ова со словото што ги имам. И имам некои лични патувања надвор од земјава за наскоро. Тоа е тоа, тогаш ќе ви кажам што ќе биде. Малце поинакви некои проекти, некое изненадување. И едва и чекам. Господја Весна, јас ви благодарам за вашето гостување во нашата утринска емисија. Ви постакувам многу успех во вашата кариера и ми беше чест и задоволство што разговаравме денеска со вас. И јас исто ви благодарам и бев многу пријатно изненадена кога ми се јавивте пред некој ден да бидам гостин во вашата емисија. И јас знам што значи да си млад новинар. Извини, мислам, вие сте сепак млада. Може би некој има повеќе искуство, без разлика дали е помлад, но како и да е во младоста, не може да си има толку искуство како некој повозрасен. Затоа нагласив, значи да сте млад новинар, да сте телевизија која што млада. Па речи си, млада, а која што многу силни, многу моќни прави проекти, имате многу успеси, многу успешни, гледам воопшто на телевизијата. Стигнувате секаде и со особено задоволство ја прифатив понудата да бидам дел од вашава утринска емисија и гостин во вашава телевизија. И ми се допаѓа тоа што амбицијата што ја има вашата телевизија и што вака гледам солидно реализира од тоа што наумила. Така, ви благодарам. Почитувани гледачи, заврши разговорот со нашата денешна гостинка. Во продолжение ќе проследите краток рекламен блок, па се враќаме назад во студио.